Поради лизгање на земјиште во селото Добридол, падна подпорен зид при што биле оштетени 3 стамбени објекти. Собствениците ја известиле локалната самоуправа во општина Врапчиште, а тие побарале помош од Костиварското одделение на Дирекцијата за заштита и спасување. По направениот увид констатиравме дека ситуацијата е доста озбилна. Имаше зид паднат негде во висина од 6 метри и должина 13 метри и направено оштетување на ново изградениот објект. Оштетување со кршење на цигли, на пукнотини на столбовите и по наше согледување ситуацијата беше многу интервентна. Затоа веднаш вчера го направивме увидот, денес ја ангажирахме фирмата Магнум со еден багер, булдожер и че имаме уште еден камион и уште еден помал по потреба. Се почна да се работи, да се санира свлечиштето, меѓутоа има овде прилично работа, машините и ние како дирекција ќе останеме све до потреба додека се санира и да избегнеме понатамошно свлекување на земјиштето. Обилните дождови го предизвикале свлечиштето при што биле оштетени 3 стамбени објекти. Еден дел од ридот во селото се лизнал и се заканува да ги сруши стамбените објекти, велат собствениците. Доаѓаше тие луѓе од спасувачките екипи за заштита на луѓето и имовина и презеде акција, преземале одговорности и тие доаѓа, како што видите, и си работат своја работа тамо професионално. Од локалната самоуправа ветија дека до крајот на викендов овој проблем кој ги засега жителите ќе биде решен. Видовме дека ситуацијата е доста тешка и не сме во можност директно да произлеземе во сусрет на граѓани, така баравме помош од Дирекцијата за заштита и спасување, пошто тие излегоа директно на терен, ја констатира сериозноста на ситуацијава и во соработка со нас презедовме акции каде што е ангажирано и предпријатието Магнум од Гостивар, кое што има доста искуство во овие работи и ги знае карактеристиките на секој земјиште како што треба да се работи. И сега се наоѓаме тука и се надевам дека набргу ќе го средиме, тоа ќе санираме и ќе спасиме куќава и околните куќи што се во близина. Инаку ова не е прваков случај во Гостиварско. Поради зголемениот број на градби на ридско-планинските делови на селата, во неколку наврати имаше свлечишта. За среќа, во сите досегашни случувања немаше повредени лица.